Добри ден во студио за Зоран Поповски, председателски кандидат на ГРОМ. Добре најдов. Вас ќе ви поставувам исти прашања како на председателскиот кандидат Стево Пендаровски, председателски кандидат на опозицијата, иако ќе имам мали измени согласно. А зашто мене не ме третирате како кандидат на опозицијата? Јас чиј кандидат сум? На СДСМ е Стево Пендаровски. Ама рековте вие на опозицијата. Добре, најголема опозицијска партија е СДСМ. Зошто не ги здруживте силите, ако сте опозиција? За полесно да ја победите власта? Па ние уште во времето кога се одржува локалните избори проценивме дека штом постојат такви демократски средства треба да се искористат, треба да се излезе на избори. Јас тогаш бев дел од Социјалдемократскиот сојуз и цело време зборувавме дека тој механизам мора да го искористиме. Мислам дека направија тогаш голема грешка со неизлегувањето, односно неподготовката за тие локални избори, иако можам да речам од оваа позиција денеска дека има десетина добитни места за градоначалници во Македонија. Дури во времето кога се креираше советничката листа во Карпош, повторно понудивме, ајде да направиме заедно советничка листа, да пробаме да идеме напред, затоа што едноставно не се совпаднавме во видувањата дали треба во моментот да се иде или не треба да се иде. Понатаму уште кога бевме избрани за советници, пак понудивме, ајде да видиме дали можеме да направиме мнозинство во советот. Не сега дали Па не, сега апсолутно, сега сме веќе посебен политички субјект, нема што да се договараме. На вистина? Да. Како ќе ја победите власта? Па видете бројки. Ако најголемата опозицијска партија СДСМ има свој кандидат, ако вие имате свој кандидат. Да, меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз е во постојан пад на рейтингот заради внатрешни недоразбирања. Ние сме партија која што расте, за 6 месеци добивме 24.000 членство. Собравме 10.600 подписи за 18 сати и сето тоа ми кажува дека е нешто што Ви вели дека ќе победите. Велите дека сте почнале да земате гласови и ви расте членството. Најновата информација вели дека младината од ГРОМ преминала во СДСМ. Каде го најдовте тоа? Денешните медиуми Па информираат јас за тоа. сега дојдов со председателот на форумот на млади на ГРОМ, со кој што денеска одиме во Бутел на моја промоција, така што јас не добив таква информација. Тоа се некои спорадични, Сашо Спасовски од општина Карпош вели дека сте станале привезок на владачката партија. На владеачката партија. Па гледајте гледајте ги моите настапи во времето на кампањата во последните неколку недели и проценете дали со нешто сум дал подршка на политиките кои што ги води владеачката партија во овој момент. Но не е вистина дека преоѓаат во СДСМ. Апсолутно не се случува во обратен правец. Добро. Тоа движење. Добро. Не сте доволно познат на јавноста. Може ли како би се опишале во неколку реченици? Јас сум еден од основоположниците на младата демократско-прогресивна странка 90-та година. Потоа се споивме со Сојузот на реформските сили, ја формиравме Либералната партија, бев член на највисокото раководство на Либералната партија, потоа настана Либерално-демократската партија, како кадар на ЛДП бев државен секретар. Кога се случи одвојувањето на ЛДП, проценив дека таков начин, таква кампања Змија или магаре не е достојна за мене како интелектуалец. Проценив дека треба да се здружат силите и тогаш со Стефче Јакимовски, со кој што се знам долги години. Проценивме дека треба да се зајакне, да речам, таа политичка сила која што ќе биде алтернатива на актуелната власт. Кога видов дека во СДСМ повеќе се бават со себе отколку со интересите на граѓаните, проценивме дека е време да понудиме нешто ново на политичкиот пазар, на идеи, да понудиме позитивна енергија, да видиме дали навистина можеме да ги решаваме проблемите на граѓаните, а не да се бавиме со меѓупартиски препукувања, што е за жал денес секојдневие. Добро. Околу вашата председателска платформа, кои се клучните точки, која е вашата доктрина? Да. Прво е зајакнување на институциите во Македонија и враќање на довербата кај граѓаните. Кога зборуваме за европски интеграции, за интеграција во НАТО, мојот пристап е сосем обратен. Сакам да ги зајакнеме институциите, да ја стабилизираме внатрешно државата, да воспоставиме политички диалог,
да го ослободиме судството од дневна политика, медиумите да станат навистина мегафони на јавноста и да излегува. Како ова би го направиле како председател? Какви се вашите ингеренции? Колку воопшто имате ингеренции за ова кое го говорите? Да, веќе ова е еден тренд во јавноста да постојано се маргинализира позицијата на председателот, а јас во него гледам амортизер за евентуално развивање на автократска власт која што би била погубна за демократијата во Македонија. Значи, свесен сум за ограниченоста на надлежностите, меѓутоа суспензивното право е алатка со која што можете да влијаете и во домени каде што немате уставна надлежност. Така што таа алатка јас многу со огромно задоволство ќе ја користам, за жал актуелниот председател во овие 5 години тоа во ниеден случај не го направи. Имаме политички затвореници, се слагате ли со извештајот да, на Стејт Департаментот? јас постојано го повторувам тоа дека Колку прв би ослободиле доколку би станале председател? Пак ќе мора да се проверат факти, не би сакал криминалци да ослободувам, за да не под плаштот на некаков... Не, ама мораме пак да направиме анализа, значи врз основа на аргументи, повторување на процеси, објективни постапки, каде што Бошковски, Рамковски, па и Кежаровски као новинар, мислам дека е предмет на... И Шиповиќ е нотиран како политички затвореник. Апсолутно да. Тајмингот на нивните апсења апсолутно укажува дека станува збор за нешто повеќе од судски процес. Но не би амнестирале никога? Па нема можност сега да амнестирам, затоа што тоа право на председателот за аболицирање е одземено, меѓутоа ќе најдам начин како да ја сензибилирам. Да иницирате на тоа, мислам, се разбира. Јавноста да иницирате и да апсолутно побарате. Добро, можно ли без албанците да се победи како председател? Тоа е концептот со кој што Гром се разликува од другите партии. Ние пледираме да бидеме мултиетничка партија. Во овие 10.600 подписи, јас имам 500 подписи од албанци, имам 300 подписи од турци, срби, роми, бошњаци. Колку подписи ви требаат за победа? Гласови, мислите? Гласови се извинувам. Па, јас пледирам на влегување во втор круг. Значи, најмалку 200.000 гласови за да влезам во втор круг, а во вториот круг веќе ситуацијата ќе биде поинаква. Она што сум го работел до сега, фактот што потекнувам од средина, цел живот живеам со албанци, сум учел во мешано училиште, начинот на моја комуникација и решавање на работите е многу прагматичен и луѓето мислам дека тоа многу го почитуваат. Зашто албанците би гласале за вас? Затоа што сум спремен да заштитам колективни права на заедници во Република Македонија без пардон, ако забележам дека тие се и уште една многу важна работа, сакам да почнеме да разговараме за проблемите, а не да преговараме за проблемите помеѓу етничките заедници во Македонија, за да не оставиме впечаток дека некој некому нешто зема или дава повеќе него што треба. Дали сметате дека името е нашиот идентитет? Дел од идентитетот, покрај јазикот и другите символи, да. Мислам дека понатамошно концесионирање со тие работи не би требало да се случува. Мислам дека направивме доста компромиси во однос на знамето, во однос на некои други отстапки. Еве 20 и кусур години фигурираме со смешно име, само за илустрација, како член на научниот комитет на НАТО и кога отидов да присуствувам на првата седница, барав мојата држава под М, затоа што таму имаше ознаки на држави. Под М не беше, потоа ја барав под Ф, не беше ни под Ф, као former Yugoslav Republic of Macedonија и ја накрајдов под Т ја најдов, да, помеѓу Д и Пам. Но БРМ е факт дека Македонија во меѓународните институции и организација нарекувана како БРМ. Така. Токму тоа ве прашувам. Дали би се согласиле ова БРМ да биде променето? Да, јас пред неколку недели имав иницијатива со оглед на ситуацијата во Украина и можноста да тој конфликт се прелее во регионот и да ја погоди Македонија. Упативме писмо до земјите кои што имаат своји амбасади во Македонија, а се членки на НАТО, за брв прием на Македонија во НАТО врз основа на апликацијата од 2008 година. Значи, нам ни е во моментот важно да сме дел од тој безбедносен чадор, а вие знаете апликацијата под која име одеше. Во Букурешт, Македонија, односно власта и премиерот Груевски тука спаѓа, понудија име Република Македонија во заграда Скопје. Се согласувате ли за ваква промена на името?
Во овој момент тоа не можам да го проценам, значи ја не знам до кој степен биле, затоа што после испадна дека не било, едните декларираа дека било баш така, другите рекоа дека другата страна дека не било баш тоа договорено. Како рекоа едната и другата, вие знаете дека имаше писмо до Обединетите нации каде што пишуваше Меѓутоа, дека Република Македонија Скопје до Бан Ки Мун беше тоа писмо адресирано. Така. Зошто велите овој ви рекол вака, овој рекол така? Си ги переа раците едниот и другиот и премиерот и тогашниот претседател на Република Македонија дека тоа уствари не излегло од нив, тоа бил предлог на меѓународната заедница. Значи ќе мора тоа да го воспоставиме како внатрешен договор со кој што ќе излеземе пред, меѓутоа не на референдум. Значи, тоа е јас понудата на претседателскиот кандидат Стево Пендаровски дека треба пред да дојде до консензус на клучните политички не знаев, јас субјекти. Не сум ја слушнал таа изјава, меѓутоа тоа е и мојот став. Не ги слушате изјавите на против кандидатите. Апсолутно не, верувајте не ви интересира како работат вашите противници. Видете, тоа е некаков одбранбен механизам за да се заштитам од плагиаторство, затоа што, знаете, слушајќи можеби да дојдете во ситуација да употребите нешто што ви се допаѓа, тоа е прва причина. А втора причина е, сакам да пред граѓаните се представам со својот идентитет, да ме препознаат таков каков што сум, однапред свесен дека нешто можеби нема да се допадне на јавноста. Добро, каков сте? Имате ли искуство во надворешната политика? Па ви кажав, јас бев член на научниот комитет на НАТО 4 години, го водев подкомитетот за човечки ресурси, телекомуникација, аудиовизуелна политика, култура. Добро. Сакам да ви кажам дека 6 министерства во тогашната влада координирав во преговорите, предпристапните преговори, односно тогаш после прашалникот за добивање на кандидатскиот статус. Прашањето е, се сеќавате на Сара Пејлин? Добро. Така. Та во 2008, да, гувернер беше на Аљаска, во 2008 имаше интервју за ABC и прашањата околу кој беше фокусиран Чарли Гибсон, новинарот на ABC, беа и околу надворешната политика. Сара Пејлин беше прашана дали имала средби со шефови на држави. Сте имали ли вие, господине Поповски? Имате ли такво искуство? Сум имал средби со министри, значи сум учествувал на најмалку 5 министерски средби додека бев државен секретар, а додека бев визитинг професор на Ohio State University, имав средба 2 пати со претседателот Обама, затоа што тогаш во Ohio се кршеа копијата околу изборот, вториот мандат на Обама, и имав можност да присуствувам на неговата презентација за енергетика. Имавте средба? Не, тоа беше дел од 2000 група, значи сите наставници од универзитетот бевме дел на една дебата, со на која што он ги представи своите видувања за енергетските предизвици во Америка. Но не сте, како што ве разбрав, не сте имале средба со некои државници, со шефови на држави, не сте имале средби? Со шефови на држави, не. Ако тоа толку инсистирате, значи и не знам паралелава со Сара Пејлин ми е некако чудна, не знам како успеавте да ме поврзете со Сара Пејлин, ако ја асоцирам со нешто онда вистина. Прашањето е заради тоа што Сара Пејлин немала искуство во надворешната политика. Мислите дека е тоа толку важно дали некој прашате ги претходните? Јас ве прашувам. Аха, вие алудирате на тоа што актуелниот претседател имал 200 средби со претседатели на држави, а во домашната јавност јас не слушнав ниту една изјава од тие средби, некаква порака дека договорил нешто, дека добил таква поддршка, така што не знам, ова некако ми делува не многу важно во целава ситуација. Несериозно новинарско прашање. Не би рекол несериозно, не важно во моментов. Значи, да, ако гледате низ таа призма во споредба со актуелниот... Важно ли е претседателските кандидати да имаат некакво политичко искуство? А вие мислите дека јас немам политичко? Јас сум управувал со најголемото... Дали сте имале средби со шефови на држави? Дали имате пријатели меѓу нив? Не мислите дека е тоа важно? Па важно е, меѓутоа мојата позиција во политиката не била на ниво на, да речем, премиер или претседател на држава за да можам да имам такви средби. Сум имал средби со луѓе од мојот ранг. Дали сте религиозен? Не, јас сум биолог по професија, меѓутоа почитувам вера, сакам луѓето да веруваат во верата и одам повремено во црква заради исполнување на некакви адети, да речем повеќе. Добро. Од кои претседатели имате научено
ги имавме Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Ѓорѓе Иванов. Дали нешто научивте од сите овие председатели, што би издвоиле дека сте научиле од нив? Јас во една прилика ми поставија такво прашање и се сеќавам дека председател Глигоров беше преокупиран со втемелување на државноста и предпоставам дека немал можности да се бави многу со секојдневните проблеми на граѓаните и не можел баш да ја одигра таа улога на татко на нацијата во смисол на решавање на тие проблеми на граѓаните. Кои проблеми на граѓаните? Секојдневните локалните например. Да, јас досега Дали има дупки по улиците, па не тоа баш, вие на шеф на држава. Да, ова премногу го симплифициравте. Јас не знам дека во оваа држава преседател на држава еднаш застанал за одредена целна група, стечајци, невработени, луѓе што не земале плата, студенти чии што стандард е незадоволителен, социјални случаи кои што не примаат редовно социјална помош. Добро, дали нешто сте научиле од поранишните председатели? Значи, решањето. Такво нешто не сум забележал до сега и сакам таа пракса да ја променам. Сакам да бидам, значи не цените ништо до сегашните председатели. Ценам зашто да не. Ценев на пример стаменоста на Трајковски во времето на кризата, кога навистина он беше промотор на сите тие договарања. Црвенковски повеќе се расправаше со премиерите, прво со премиерот од неговата партија, а потоа, значи не би сакал да оставам таков печаток на Кавгаджија во. Меѓутоа Црвенковски како председател имаше многу подостоинствена улога, некогаш знаеше и да ги превземе работите во свој раце. Ѓорѓе Иванов, добро се извинувам, Глигоров, велам, одлично си одигра улогата во времето во кое што он беше председател во 2 мандати. Добро. И господинот Иванов бледа сенка од функцијата председател, мислам дека со овие 5 години он покажа дека во Македонија можеби председателот е повеќе така протоколарна позиција отколку нешто суштинско што може да влијае врз општествените текови. Добро, големите председатели се паметат по големи идеи. Која е вашата голема идеја? И се допаѓа идејата на Џон Кенеди, што сега во моментот ние можеме да направиме за Македонија, а не да бараме постојано таа нешто да ни овозможува. Добро. Црна кампања постои долго време во Македонија, веќе стана дел од таа политичка култура, пиар култура, исто така изборна култура. Сега околу светското новинарство, малку околу црната кампања, иако вас не ви се допадна прашањето за Сара Пејлин, јас ќе мора да ги искористувам, имплементирам некои светски медиумски искуства. Треба да се научат македонските политичари на поинакво новинарство, се разбира. Во 1999 година Џорџ Буш пред изборите имаше интервју во бостонска телевизија и тогаш беше прашан 3 прашања. Кој е председател на Чеченија, кој е председател на Тајван и кој е во моментов пакистанскиот генерал кој дојде на власт. Подоцна тој генерал стана и председател на Пакистан. На Мушараф, мислите, да? Точно така. Кажете ми, се плашите ли од вакви прашања? Дали ова се за вас неизгодни прашања? Па не би рекол, јас искрено да ви кажам, од мали ноземе, баш ако веќе се сведуваме на овие 3 прашања, многу долго ги следев некако тие текови во политиката, просто тогаш во времето на неврзаните земји имавме некој надпревар, некој да речам, и во семејството препукувања околу тоа кој каде бил председател и ме интересирале. Јас само за пример ќе ви кажам, кога оформивме некоја географска секција, сакав да бидам амбасадор, млад амбасадор во Либан, затоа што во тоа време имаше граѓанска војна и на 15 години практично секојдневно од новини вадев некакви написи. Така да кажете, имате енциклопедиско знаење, вредно за почит. Па веројатно да, и така да можеби дел од тие прашања не би ме изненадиле. Можеби би поентирал. Што тогаш за вас неизгодно прашање? Ако ова не се прашања за вас неизгодни? Тогаш господинот Буш одговорил и не ги знаел прашањата. Но подоцна Клинтон рекол дека не е ни важно, тој ќе ги научи тие лидери на... Ми го земавте зборот, јас за мене нема неизгодни прашања. Нема. Веројатно прашање од интима, веројатно во моментот тоа е нешто што не би одговорил. Иначе апсолутно сум отворен за секаков вид комуникација. Добро, околу Украина ме интересира вашиот став. Проруски или проамерикански? Тоа беше многу интересно тогаш кога ги испоцртаа по печатените медиуми, едниот за Русија, другиот за Америка.
Што велите вие? Јас велам дека ние мора да ги почитуваме меѓународните стандарди. Ние доколку треба да бидеме дел од трупите на НАТО во Украина, со задоволство би дозволил да бидеме дел и од таа како извозници на мир, се разбира, како што сме правили досега. Меѓутоа, во исто време не би влегувал во никакви билатерални недоразбирања со Русија. Значи, сепак би останал на страна од таа работа, затоа што Русија е сепак играч на политичката Би се сцена. на две столчиња. Мислам дека за една мала држава како Македонија тоа би било најсоодветно. Не да биде партнер и сојузник на Европската унија и НАТО, туку да седи на две столчиња. Тоа е мудроста. Не, да се биде дел од НАТО, меѓутоа да не се учествува во економски санкции против Русија, ако веќе ме прашувате за таква работа. Тоа не би го презирал. Дали вашето срце е со Ердоган, онака како што е срцето на господинот Иванов? Моето срце е со турскиот народ, не со Ердоган. Благодарам што бевте гостин.